Струмичките земјоделци го преориентираат своето производство последниве години. Во најголемата градина во Македонија може да се видат и парцели со грозје и овоштарници, а се зголемува и бројот на сточари. Од регионалниот синдикат велат дека тоа е процес кој се одвива во последно време. За фармерот пак нема одмор, додаваат од таму. Регион кој станува пред се збор за градинарски регион, меѓутоа мораме да кажеме дека лека по лека нашиот земјоделски производител се преориентира и кај останатите гранки, така да немал број од земјоделските производители се занимаваат и со лозарство и со овоштарство, а некој дел од земјоделците и со животинско производство, тоа е со одгледување на стока. Ќе заврши првиот турнус на производство, бидејќи станува збор, пак ќе потенцирам, за рано-градинарски регион и во фаза се на расадување или немал број на површините веќе се засадени со вторите култури. Тука станува збор пред се за засадување на индустријската пиперка, вториот турнус на производство на краставица, вториот турнус на производство на домат, па имаме одредени површини засадени со корнишон. Со еден збор има доста активности во нашиот регион, така да нашиот земјоделски производител, за нашиот земјоделски производител нема одмор, така да мислам дека има доста активности во сферата на самото производство, како за свежа консумација, така и за преработвачката индустрија. Повеќе фактори, меѓу кои откупот, но и стихиното производство и климатските промени ги намалуваат засеаните површини. Мислам дека не може да има некое задоволство, но за разлика од другите години мораме да потенцираме дека имаше некоја подобра цена во пласманот на нашите градинарски производи, меѓутоа разочарува, мораме да кажеме, од податокот дека ако го земаме во обзир оние површини кои беа засадени со рано градинарски култури, можеби дел од промената на климатските фактори, имаме доста намалено производство по единица површина. Така да кажам со еден збор, мислам дека не може да има задоволство, но сепак ќе кажеме дека имаше некоја добра цена, освен на раната краставица, која што е карактеристично во тие периоди во изминатите години да паѓа на 5 денари. Еве сега за сега, мислам, сите оние земјоделски градинарски производи што се нудат на пазарите имаат добра цена, мораме да го признаеме тоа. Можеби поради слабата понуда на пазарот, слабите количини што се нудат, но сепак ќе кажеме дека имаат добра цена градинарските производи. Од земјоделските здруженија во повеќе наврати бараат изготвување стратегија во која на среден или долг рок ќе бидат дефинирани културите кои треба да ги произведуваат земјоделците во координација со откупувачите и преработувачите. На тој начин да се гарантира откупот и цените, а корист би имале сите страни. До сега добрата откупна цена на одреден производ во сезона ги зголемуваше површините за наредната, со што доаѓаше до дисбаланс и разочарување поради поголемата понуда и пониската откупна цена.